Почитувани преспанчани, добро вечер. Добро дојдовте во една нова рубрика на нашиот подкаст на невладината организација Преспа повикува или Преспа Колинг. Рубрика во која што ќе истражуваме многу теми од ќе навлеземе во различни области, се со цел да потикнеме некаков интерес за некоја од овие теми, за некое да излечеме некое мислење, а секако и да ве вклучиме вас во некоја дебата во коментарите, се надеваме. Вечерашен гостин во, тоест не гостин, веќе соговорник и ни биде во наредните емисии е Стефче Радевски. Добро дојдовте, добро вечер. Добро ве најдов, поздрав. За денешна тема го одбравме тоест формативниот период на личност. Во многу од вашите колумни, статии, постови го гледам, ја гледам оваа тематика дека разработувате истата и е доста актуелна, мислам. Има доста што да се зборува, има доста што да се каже. Па затоа вечерва ја одбравме неј за да си поразговараме на таа тема и да видиме какви заклучоци можеме да донесеме, па и секако да излечиме некаква поука. Кога зборуваме за формативниот период, дали можеме да дефинираме кога и како доаѓа и дали некогаш си заминува? Да, па формативниот период во зависност од личноста. Меѓутоа има едно интересно размислување на од кој што потекнува од језуитскиот ред, или поточно од нивниот водач Игнацио Лојола, некаде 16 или 17 век беше тоа, не е ни толку важно. И језуитите тогаш велеа дајте ни дете, ама не постаро од 7 години, и од него ќе направиме личност каква што ние сакаме. Ако било постаро од 7 години, тогаш процесот на формирање на карактерот бил веќе завршен и било доцна за нешто да се направи или да се превземе. Таткото на психоанализата Сигмунд Фройд отиде чекор подалеку. Тој велеше дека не 7 години, туку процесот на формирање на карактерот завршува со 3-та година кај децата и после измени тука нема повеќе, не може да се направат. И во таа смисла често пати околу формативниот период има едно интересно размислување на Дубравка Угрешич. Таа беше хрватска писателка и во својата книга Музеот на безусловното предавање тврдеше дека периодот на формативниот период или траумите од формативниот период остануваат трајно врежани во човековата подсвест. И вели Дубравка, некои тоа го нарекуваат носталгија, а други го нарекуваат карактер. И сите тие трауми, сите тие фрустрации од детството трајно влијаат и го определуваат на некој начин карактерот на човекот. И ако ги земете не само обичните луѓе, ако го земете процесот на формирање на карактерот кај големите луѓе, кај големите писатели, да речеме, ева да го избереме за почеток Достоевски, татко му на Достоевски бил голем тиранин. Многу ги малтретирал неговите и Достоевски, потикнат од тие репресалии, постојано е посакувал смртта на својот татко, на својот родител, и таа всушност за жал се случила. Во една расправија со своите соселани, се собрале комшиите негови, во една расправија го убиле таткото на Достоевски, и тогаш Достоевски ја доживеал најголемата траума во животот и всушност тогаш на некој начин ја добили својата епилепсија. И не само Достоевски, секој дете, сега формативниот период, кога завршува, кога почнува, тоа тешко може да се определи. Меѓутоа реков дека сите тие комплекси, сите тие фрустрации, сите тие недоразбирања во рамките на семејството трајно го определуваат карактерот на човекот. Да, малце може да чудно кој слушне вака дека некои го ограничуваат на 7 или на 3 години, без при тоа да земат предвид дека под снежните настани во животот можат исто да влијаат на развојот на карактерот. Пример, траумите што се случиле до 7 години, вистина може да влијаат, ама траумите не завршуваат на 7 години. Така. Мислите дека подоцнежните трауми можат да повлијаат исто така? Може да повлијаат на дооформувањето на карактерот, меѓутоа овие работи кои што ги споменав се клучни за тој домен. Да. Значи во глобала се сложувате дека
младите години се пресудни за Пресудни формирање. се со тоа што процесот на воспитување на децата не треба да заврши на 7 години, меѓутоа она што е најважно во тој формативен период, а и подоцна, е личниот пример кој што родителот му го дава на детето, затоа што децата ги восприемаат и добрите особини од родителите, а особено лошите особини од родителите. И ако вие се однесувате културно, ако псуете, ако навредувате, и тоа така ќе се однесува. И во таа смисла и честа беше дилемата кај психолозите, кај педагозите, во тој формативен период колку или што да им се возможи на децата или колку да им се дозволи. Значи, во тој период најголемиот дел од педагози се согласуваат во едно, дека децата треба да имаат отприлика колку и останатите деца. Значи, да се дел некак од некој си просек. Значи, со тоа што најголемиот дел од нив се согласуваат и во нешто друго. Најдобро е вели детето да има помалку од просекот, отколку да има повеќе од просекот. Значи, ако има помалку, тој недостиг на некој начин создава кај него посилна, појака личност и подоцна на сите оние искушенија кои што тоа ќе низ кои што секоја личност поминува, полесно ќе се справи со тие искушенија, ако во детството не било, да речеме на некој начин, преоптеретено со некакви награди кои што децата на богатите луѓе ги имаат. Така. Мислам дека е сосема логично да предпоставиме дека формативниот период од развојот на човековото действување, човекова историја се менувал и добил различни карактеристики, различни и практиката на формирање на личноста била сосема поразлична. Па да направиме една мала, ако можеме, не верувам дека е кратка, ама споредба, пример од вашето детство или пред 50 години, да речеме, и денеска. Дали гледате некои разлики во формативниот период? Па да, има разлики со тоа што ова што ви го спомена околу тоа колку треба да се поседува и често пати е присутна дилемата каков однос да се воспостави кон децата. И своевремено, и сега, она што најмногу на децата им пречи, да речеме, и она што најмногу делува во формирањето на нивниот карактер е патерналистичкиот однос кон нив. Она што како отровна стрела се забива во срцето на секое дете е начинот на размислување кој што одредени родители го практикуваат во смисла ние со таткот и одвојувавме за вие денес да можете да имате или да уживате во она што ние го одвоивме. Тоа била толку отровна стрела која што се заривала во срцето на секое дете и која што подоцна влијае врз неговиот карактер. Значи, што и да направите за детето, колку и да на крајот на криштата вие сте родител, кој што секој родител мора нешто да направи за своето дете. Ако веќе сте направиле, тогаш немој постојано да му споредувате, да му споменувате и немој никогаш своите нереализирани соништа да ги пренесувате врз децата. Ако вие сте сакале да станете или да завршите стоматолошки факултет или медицински факултет, а не сте го направиле тоа, и таа фрустрација своја лична, тие комплекси немој да ги пренесувате на децата, затоа што ќе ги направите трајно несрекни. Значи, секое дете е личност за себе. Секој дете сака да се избере и треба да му се овозможи, да се избере професија и она каква што тој сака. Значи, љубовта кон професијата, она што го споменав и во претходниот разговор со вас, е клучна за да успее во животот. Ако детето сака да си одбере и има право да си одбере, тогаш немој воопшто да му сугерирате, зашто кога тогаш, иако му сугерирате, иако ве послуша, кога тогаш трагајки за собствен идентитет и трагајки по собствената слобода, ќе се ослободи од тој притисок на родителот и повторно може година, 2-3 да помине на факултет кој што родителот му го понудил, на крајот ќе се отпише и ќе се запише на факултетот кој што тој сака. Сега како порано се одвиваше процесот на формирање на карактерот, како сега можеме да направиме на ретроспектива и сето тоа ќе ме врати дури во 200 години наназад. Што Карл Маркс воопшто размислувал за тој како Карл Маркс размислувал за формативниот период и за формирање на карактерот на личноста воопшто и кој е неговото размислување како човештвото во иднина ќе се одвива.
тој тврдил дека во иднина, значи ова е дека 1850 година во еден свој есеј, дека технологијата ќе напредува, а човекот ќе назадува. И навистина бил во право. Затоа што сите овие технолошки придобивки кои што сега се на располагање, да речем интернетот како таков. Интернетот и компјутерите се прекрасна направа ако рационално ги користите. Меѓутоа, ако претерано ги користите, тогаш станувате зависници од него и станувате робови. Мислам дека претерано користење може да е малце и треба да спомнам дека претерано користење во која насока. Сега, ако се претерано користени за читање, имаме негативни ефекти, врз физичкото здравје, можеби, ама психички, мислам дека имаме простор за напредок и не знам дали ќе се согласите со мене, ама реториката дека децата треба да се одделат од технологијата, може да е малце пребрутална. Ова е мое можда контроверзно мислење, ама зошто да е пребрутална? Наместо ги тераме да се трнат од технологијата, факт е дека тие веќе се. Технологијата е дел од нив и дел од секојдневниот живот. Тај да ги насочиме на правилно користење на технологијата. Да, се согласувам со тоа, меѓутоа тоа мора со личен пример да му го покажете. Така. Децата. Значи јас користам и компјутер, користам и интернет, меѓутоа користам за да влезам во некоја област. За да влезам во некоја област, да истражам нешто што со години ме интересирало, пронаоѓам теми од историјата, социологијата, од политикологија, пронаоѓам текстови кои што пред 30 години сум ги сретнал некаде, па не можам да се сетам кај сум ги сретнал, па не влегувам во нив, ке се задлабочам. Сето тоа е добро, меѓутоа во одредени количини. И при тоа децата сега не треба да заборават на детските игри, на она што на физичките активности, на спортот. Сето тоа се работи кои што комплетно влијаат врз изградба на личноста, затоа што учењето е едниот сегмент. Меѓутоа, ние во своето детство, детството не беше исполнето со разноразни други активности. И затоа на некој начин се изградивме личности, здрави личности, онакви личности, кои што се подготвени во одреден период да се соочат со сите искушенија кои што животот ги нуди. И никогаш, значи, во тој формативен период, особено мојот родител татко ми инсистираше на тоа да изградам собствен идентитет и никогаш да не се кријам зад грбот на родителот или зад авторитетот кој што тој го изградил. Значи, секогаш детето треба да настојува и родителот да настојува на тоа, детето да изгради собствен авторитет, собствен дигнитет, за да може подоцна, кога тој родител ќе го нема, самото да се справи со искушенијата кои што предстојат. А животот е полн со искушенија. И во таа смисла, често пати пишувајќи ги своите колумни, го посочив примерот со поранешниот врвен кошаркар во поранешна Југославија, Мирза Делибашиќ. Тој беше еден од најдобрите бекови во поранешна Југославија, заедно со Кичановиќ и со Далипагиќ. Далипагиќ играше и крило. И кога Делибашиќ се запишал во гимназијата во Сараево, тоа некаде 60-тите години, средината на 60-тите години, неговиот родител, татко му, предавал во истата таа гимназија. И татко му, не сакајки да влијае на процесот на воспитување, на изградба на личноста на синот, се префрлил во друга гимназија. За да го остави него сам, да го остави на бришан простор, за да може тој сам да ги изгради своите ментални и физички карактеристики, за да може подоцна да се соочи со сите предизвици кои што животот ги нуди. Добро се некој ќе критикува дека не требало да учествуваат повеќе, не требало да избегат од градењето на личноста, колку и да било тешко, ама ја гледам поентата, гледам зошто го направил тој човек. Преки, само се извинувам само за момент, значи тој сакал да им покаже на сите останати колеги дека неговото влијание треба да е беззначајно во процесот на воспитување и никогаш родителот, особено ако дојде во некаков судир, да речеме меѓу ученикот и учителот, никогаш родителот не треба да застане на страната на детето, затоа што со тоа создава линија на помал отпор и детето постојано ќе бара заштита кај родителот, затоа што дошло до расправија некаква со... И јас секогаш во процесот на воспитување на моите деца, Катерина, Бојана и Александар, никогаш и јас и мојата сопруга, ако дојдеше до такво недоразбирање, не застанавме на страната на децата, затоа што децата, особено
ја следат комуникацијата помеѓу родителите. Така. И секогаш ако родителот нешто му посточи или го искара, таткото, ако го искара детето, веднаш ќе се погледне кон мајката и со тоа на некој начин Бара ги следи сигналите и тука родителите мора да бидат на исто. Дури и да не се на вистинската страна, дури да не се во право, мора да истрае на оно што тие треба, на оно што го тврдат, затоа што со тоа ќе создадат кај детето погрешна перцепција за работите во средината. Да. Почнавме со порано да стигнеме до денеска. Разликите многу пати често по онлайн форумите или не знам, социјални медиуми, барем јас сам мислам дека и вие сведоци сме на тоа дека многу често се поставува дебатата дали во наводници по стариот начин на воспитување на децата е валиден во денешното време. Па сега мора да има Мислам дека ме сфаќате. Да, ве разбирам, мора да има некаква симбиоза. Сега не можеме ние, многу од родителите се жалат дека децата претерано се на интернет и на Фейсбук, ама и родителите се постојано на Фейсбук. И затоа тука треба да се изгради некаква симбиоза и затоа родителот, како што реков, со својот пример мора да биде се разбира позитивен пример, мора да биде патокас на детето како во која насока треба да се движи. Сега, спомнавме технологијата во контекст на децата, ама дури додека разговаравме во контекстот на деца, мислам дека треба да ја спомниме малци во контекст на родителите. И добро кажавте дека колку што децата се на телефон, толку се и родителите. Не мора телефон, тука заеме секаква една технологија, ама дали од друга страна пак формативниот период на нашите деца треба да е диктиран од искуствата на другите што ги гледаме на интернет? Па знаете, постои една дилема и за таа дилема пишував често, што и од кого да учите. Така. Значи, не можете било чие искуство да ви биде ваш патоказ, затоа што тоа може би не е на вистинското. И човекот секогаш треба да учи на тугите грешки. Значи, ако детето треба да го потикнете да трага да ги воочи тугите грешки и од нив да ги извлече поуките. Затоа што ако својата кариера и својот живот воопшто ги гради само врз своите грешки, тогаш скапо ќе го плати сето тоа. А тугите грешки се запишени во одредени енциклопедии, книги, учебници, и затоа треба децата да ја користат таа литература на овој или на оној начин, за да ги излечат тие поуки и да не ги прават грешките кои што ги правеле нивните претходници или нивните родители. Така, значи, накратко кажам, подобро да учиме од грешките на другите, отколку да ги гледаме успесите и да мислиме дека ќе постигнеме истиот ефект. Сега, успехот е вариабилна категорија. Знаете, се зависи од тоа како вредно се систем вие му сте понудиле на децата. Затоа што за едни родители, што е воопшто неприфатливо, успех е, дел од вредностниот систем е да се добие тендер, па да се биде успешен си ако си го добил тендерот или ако си се вработил во јавната администрација преку политичката партија во која што учествуваш. Меѓутоа јас кај своите деца инсистирам на вредностен систем во кој што своите лични способности ќе се главното мерило за вработувањето, се разбира тој начин на воспитување. Тоа бара висока цена. Меѓутоа, ние сме, како семејство, од секогаш сме биле подготвени да ја платиме таа цена и нема вистинска личност, нема изградба на вистински карактер, ако не сте подготвени да поминете ни сите тие искушенија и да ја платите цената за сето тоа. Да, и слично нова, не иста проблематика, ама иста диагноза некако му се дава во оние книги за економски успех. Не знам, ќе прочитаат одредени луѓе ќе прочитаат пример животот на Бил Гейтс, како тој стигнал до тоа што го има. И мисла дека следејќи го неговиот рецепт ќе го постигнат истото, па можда и повеќе. Ама променливите кои што играат улога во животот на
XY човек кој што бил на таквата Так. позиција во нашиот живот, се многу различни. Па затоа сакав да го поставам и ова Так, прашање за колку технологијата влијае врз родителите. Пошто сведоци сме, дека имаме настани каде што го прочитав ова на интернет, ова е најдобро за вака да се постапите или онака да се постапите. Да. Ама мислам дека донесовме еден добар заклучок дека Па не е се како што изгледа, значи работите секогаш се многу потешки од она што евентуално негде сте прочитали или сте сретнале. И сега кога е Бил Гейтс во прашање, не тој лично, така туку случајно го спомнав. случајно, да, меѓутоа американското општество е специфично општество, значи можете да дојдете од периферијата, можете да дојдете од Преспа, од Царедвор, да одите во Америка, ако имате добра идеја, ако имате добра бизнис идеја, системот е така поставен, така проектиран за да ви даде шанса да успеете, со тоа што вие ќе сработите за себе и ќе морате да си го платите својот дел за државата кој што треба да го платите. И затоа американскиот систем покрај сите недостатоци е така функционален и затоа обстоива толку долго. И сега, и ако одите таму, никој нема да ве праша чии сте, од каде доаѓате, на кого сте или за која партија, за која партија гласате или евентуално ќе гласате и дали сакате да гласате. Да, мислам, поправете ме ако грешам, ама сите они општества кои што побрзо почнале да го применуваат системот на меритократија, се денеска успешни општества. Па успешни се, тој систем на меритократија и кинезите го практикуваат. Тој е успешен систем и во Кина, за да станете државен службеник, треба да поминете дури и во една Кина. Треба да поминете ни сито и решето. Не може секој да биде државен службеник. И критериумите се, тестирањата, критериумите се многу високо воспоставени, летвичката е високо воспоставена, и затоа што таа меритократија всушност го носи системот во нас, мисла, кој што треба да го носи. Да, и мислам дека баш заради таквата системска поставеност, па после меритократијата игра доста голема улога во формативниот период. Так. Бидејќи таму би било многу потешко да се подприме на авторитет и особено наследство, ако е лажен, да. Така, отколку на вистинско исполнување на условите или вистински Така во текот на целиот свој живот децата и човекот треба да трага по изградба на сопствен авторитет, она што претходно го споменав, сопствен авторитет, дигнитет, идентитет. Тоа е најтешкиот пат, меѓутоа јас и своите деца секогаш ги воспитував и ги учев во смисла, ако имате избор меѓу два можни патишта, едниот е тежок, другиот е полесен, секогаш да го изберете оној тешкиот. Затоа што поминувајќи го, знаете како Господ, ако сте го одбрали, ако ви доделил тежок пат, тогаш ви дава и јаки и чевли за да можете да го изодите тој пат. И тогаш кога ќе го изодите тој пат таков тежок, трнлив каков што е, вие тогаш можете и на родителот и пред системот да добиете своја легитимација и да му речете, сега јас сум личност во вистинска смисла на зборот, независен, самостоен и способен за понатамошна И екзистенција. самиот момент кој веќе ќе се замислите дали можам да тргнам по тешкиот пат, тоа значи дека имате некои карактеристики што ви даваат до знаење дека можда не целосно моделно сум спремен да тргнам по овој пат. Да, мора да се подготвите и она што ќе го повторам што го реков, никогаш не смеете да се криете зад грбот на родителот, затоа што ако го правите тоа, ако се криете зад грбот на родителот, во одреден период кога родителот ќе го нема, настанува вакуум во вашиот начин на размислување и во вашето делување, вие сега не сте подготвени да се соочите со искушенијето кои што ви следи и нужно доаѓа до пат на личноста. Не знам, во текот на барем на моето нешто го сметам јас за формативен период, бев изложен на многу пример роден ден ќе дојдеш и ќе ми донесе енциклопедија како поклон. Имаше ми мали енциклопедија од Топер, мислам дека беа. Со баш доволно податоци колку што му прилега на едно дете од тој период да ги обработа и да ги складират некаде во позадината на мозокот за некогаш подоцна дали да потикнат некој интерес или така натаму. Во последно време искрено немам видено книга како поклон за роден ден. Па јас во рамките на семејството го практикуваме години за тоа. И моите деца секогаш за мојот роден ден ми поклонуваат по една книга. Предходната година ми е подарија Дервишот и смртта. Не случајно, затоа што во трета година средно професорката Деса
ме задолжи мене да ја прочитам Дервишот и смртта. Додуше не успеав цела да ја прочитам, да бидам искрен, затоа што пообемна, 2/3 прочитав од неја и после морав пред целиот клас да ја анализирам. И низ разговор со моите деца им го кажав тој податок еднаш и Запамтиле? да, запаметиле и претходната година ме изненадија со Дервишот и смртта. Пред таа година ме изненадија со Мостот на Дрине од Иво Андрич и така во континуитет, значи секоја година и тие и јас добиваме по една нова книга. А јас секогаш, и татко ми тоа го практикуваше, тој беше долгогодишен директор во ЗИК Преспанско јаболко, меѓутоа од сите патувања на кои што одеше, секогаш со себе ги донесеше полн куфер со книги. И јас како дете се чудев, си велев, па добро, што ке ни се овие книги, сите овие книги кои што татко ми со себе ги донел, меѓутоа сега знам зошто ги носил. И кога си студираше татко ми во Сараево, значи таму го заврши земјоделскиот факултет, специализираше во Загреб и се врати повторно тука. Значи 60-тите години се врати, јас сум 64-те роден и после некаде 15-16 години видов дека со себе ја донел и новата класа од Милован Гилас. А Милован Гилас беше еден од најголемите, еден од ретките и големи дисиденти во времето на СФРЈ, во времето на Тито. И таа нова класа беше всушност негово видување на сите тие злоупотреби кои што почнаа тогаш во тој систем. Јас како дете ја разгледував и дел од оние идеи кои што подоцна ги промовирав се дел од таа книга. Значи книгите се вистинско богатство и уште една мала дигресија ќе направам. Еден од татовците кој што го формирал, кој што ја пишуваше декларацијата за независност на Соединетите американски држави, Томас Џеферсон, зборувал 7 јазици и секогаш кога ќе одел во Европа или во било која друга земја, со себе носел купишта книги. И тој велел, ова се книгите кои што ќе ни го осветлат нашиот пат и кои што ќе ни направат да доминираме со светот. И најголемите приходи ги имал од продажбата на книги. Тогаш кога англичаните, во 18-тиот век ли беше, не знам кога беше, ја запалиле Националната библиотека во Америка, Томас Џеферсон заработил многу пари со тоа што на државата и продал 6.500 книги, кои што тој лично дел од нив ги имал сам напишано, меѓутоа дел од нив, најголемиот дел од нив ги имал донесено од Европа, од своите патувања низ Европа. Да. И мислам дека околината е веќе доста популаризиран термин во формативниот период. За околината не мора да значи дека е државата или градот или населбата, туку може да почнеме од куќата, така? И куќата е едно обкружување за индивидуата во тој формативниот период. Па мислам дека и тоа е едно од позначајните фактори во развојот. Па околината е, меѓутоа домашното воспитување е доминантно. Так. Затоа го стеснав толку на фамилијата. Да, сега околината влијае. Јас би сакал да можам на таа околина да влијам, меѓутоа не можам. За жал не можам, затоа што идеите кои што јас на некој начин ги промовирав и во своите колумни, и во своите разговори, еден мој пријател тврдеше, вели, добри се идеи, твои идеи се прекрасни, ама имаат една мана. Која реков таа мана, па никој рече не ги прифаќа. Не се применливи. не се применливи. Меѓутоа и тие идеи така промовирани, така изнесени можат да поминат во една Данска или во Шведска, но во жал на Македонија за жал не може да поминат. За жал, реков и повторно ќе повторам, не можам да го креирам амбиентот, затоа што вие истите луѓе кои што живеат, работат во Македонија, работат и функционираат по едни предпоставки врз основа на еден законски терк или законско милие. Меѓутоа истите тие луѓе ако одат во Германија или во било која друга демократска држава и правна држава, не може да се однесуваат според тие правила. Се адаптираат. Да. И така што домашното воспитување заедно со системските ограничувања всушност ја формира личноста онака како што треба. Така, се враќаме на претходно што кажав, така, значи се е важно, особено амбиентот. Амбиентот е важен.
не само во процесот на формирање на карактерот, тој амбиент е важен и од аспект на економските предпоставки кои што треба системот да ги има и особено од аспект на правните норми. Така. Мислам дека доволно кажавме на темава за денеска. Се надеваме дека ќе имаме разговори со говорници во коментарите, што е можно поскоро на каналот, зашто убавината на подкастите е дека се отворен медиум, дека се слободен медиум и дека може секој да го даде неговото мислење, без разлика на неговата позадина или во тоа или каде се наоѓа, не мора да е во Македонија, можете од кај сакате да коментирате. И искрено се надевам дека ќе потикнеме дебата и баш тоа е целта на овие разговори. Мило ми беше што ми гостувавте вечерва. Доделам и јас задоволството, благодарам за Ако имате поканата. уште некој... Па немам што да додадам, да оставиме за Така. некој следен подкаст. Благодарам за поканата уште еднаш. Да, сакаме да му порачаме на преспанчани, на гледачите, дека ваков карактер на емисии ќе продолжат како рубрика на каналов. И повторно ќе речам дека многу ќе ни е драго да коментираме на тема предложена од вас, отколку да мораме ние бараме теми, така. И нашите теми ни се мили и драги, а многу... Да, и, па многу... добро, јас се размислував со оглед на тоа што руралните приказни на некој начин доминираат на мојот профил, така. дали да разговараме за тоа како настана, што настана и како се создадоа Така. тие приказни, за тоа во друга пригода. Да. Така. Уште еднаш благодарам за гостувањето на Преспанчани. Ви посакувам добро вечер, добар ден, добро утро, каде да сте и останете ми со здравје.